Федерацијата за планинарски спортови на Македонија го прогласи планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани за најдобар во државата за оваа година, при што во конкуренција влегува близу 50 регистрирани клубови. Наградата е трета поред со епитетот најдобар. Слично беше и во 2016-та, кога за најдобар беше награден од регионалниот актив на Сдруженијето на новинари на Македонија, а исто такво признание од Федерацијата доби и минатата година. Председателот на клубот Тоша Антов, кој 2 години успешно ги предводи кочанските планинари, доби поголем број престижни награди и признанија. Во почетокот на јануари годинава тој беше прогласен за спортска личност на годината на Кочани и најдобар во клубот, избран од неговите членови. Неодамна Антов стана прв лиценциран планинарски водич во Кочани и во околните градови, а се стекне и со официјална лиценца за маркирање планинарски патеки. Пред околу 1 месец тој влезе во председателството за планинарски спортови на Македонија и е прв досега од истокот. Заедно со своите колеги планинари, Антов беше организатор на најмасовниот планинарски собер Петроденскиот марш на Раткова скала, на кој учествуваа околу 250 учесници. Дополнително признание за клубот е што за прв пат е добиена стипендија за млад надежен планинар од Агенцијата за млади и спорт за 2017 и 2018 година. Антов стана координатор на сите планинарски клубови од Велес, Штип, Струмица, Радовиш, Делчево, Берово и околните градови. Досега тој одржал повеќе предавања за безбедност во планина, планинарска опрема и учествувал на повеќе работилници за развивање на планинарскиот туризам во Источна Македонија, што придонесе да се зголеми бројот на членови во клубот од 20 на 70. Во меѓувреме, планинарското друштво од Кочани беше пререгистрирано во спортски клуб и доби решение од Агенцијата за млади и спорт за вршење на дејноста. За само 2 години се постигнати и други забележителни резултати, а од наредната година Антов ќе биде координатор за обележување на источната трансферзала. Планинарите на планинарскиот спортски клуб Осогово за 2 години ги имаат искачено сите невисоки врвови на Балканот и пошироко, меѓу кои и невисокиот врв во Африка Килиманџаро и врвот Фуџи во Јапонија. За крајот од оваа година планирано е да се одржи годишно собрание на кое ќе се направи анализа за досегашното работење на клубот.